Во петок 24 јуни на спортските терени во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе се одигра првиот надпревар од предстојниот Петровденски турнир во мал фудбал. Представници на ОФС Кочани како директни реализатори на турнирот денеска со ждребување го утврдија распоредот на пријавените 15 екипи. Има пријавено 15 екипи. Сега во моментот ја направивме и ждребката. Беа присутни поголем дел од екипите, оние кои што не беа, ги ждребуваа другите кои што беа присутни овде. Распоредот ќе биде објавен во текот на денот. Сите екипи кои што се ќе знаат точно на која дата, во колку часот играат, ќе има по 3 утакмици на ден. Распоредот како што ќе биде објавен, така ќе се знаат и датите кога ќе се игра, бидејќи ќе оставиме по еден ден луфта, некогаш ради временските услови да можеме да организираме тој ден кога ќе немаме временски услови погодни за игра, да биде во слободниот ден. Ќе се игра според футсал правила, тоа значи дека ќе се игра 4+1. Правилата ќе се применуваат за футсал, значи после секој шести прекршок ќе има пенал, ќе се изведува 10 метри, обичниот пенал ќе биде 6 метри, две полувремиња по 20 минути, со по еден тајмаут во двете полувремиња, ќе има летачи замени, голманот нема да смее преку центар освен ако топката не е во игра и сите останати правила ќе бидат пренесени од страна на делегатот кој што ќе биде надпреварот и од судиите кои што ќе го судат тој надпревар. Турнирот ќе биде пријавен до сите институции како што е МВР Кочани и Брза помош, значи за да имаме комплет организација, да биде се на највисоко ниво, ќе мора да се организира така. Шанкот ќе биде отворен за сите луѓе кои што ќе сакаат да бидат таму, за да може да се освежат во овие жешки времиња. Се надевам дека турнирот ќе помине во најдобар ред, дека ќе победат најдобрите. Наградите кои што ќе бидат за прво, второ и трето место, ќе се избере најдобар играч, најдобар стрелец, најдобар голман и се надевам дека наградите ги знаеме кои ќе бидат, 60.000 денари за прво место, 30.000 денари за второ и 15.000 денари за трето место. Спортските терени ќе се освежат со нови рефлектори, нови мрежи на головите и ќе бидат обезбедени нови топки според пропозициите. Распоредот на екипите ќе биде објавен на Facebook страницата Петровденски турнир, каде секојдневно ќе се пласираат најави и информации од надпреварувањата.